Учебниците по историја и географија за основно образование денеска и утре на маса пред македонско-грчките експерти. Ова е втор состанок на интердисциплинарниот комитет, но е прва суштинска средба на која ќе се отстранува иридентизам во образованието. Целта на процесот не е бришање на делови од учебниците, туку нивна адаптација која треба да има цел зближување на двата народи, вели Виктор Габер, шефот на македонскиот тим. Тој очекува да се земе предвид меѓународното искуство, особено она што е кодифицирано во меѓународните документи на Советот на Европа и ЮНЕСКО. Даваме предност на разгледување на наведените карти и символи во овие учебници што кај младите формираат мислење, а со тоа сакаме тие да имаат прифатлива реалност за соседот. Грција пак своите барања ги објави уште претходно. Заменик министерот за надворешни работи Маркос Боларис, кој е начело на грчкиот тим, кажа дека уште на првата средба во Солун тие од своите македонски колеги барале наставниците и професорите да избегнуваат материјали што содржат иридентизам и ревизионизам, од учебниците да се исфрлат антички грчки символи и да се отстранат картите на голема Македонија. Комисиите се формирани од извонредни експерти кои целосно разбираат работата што треба да ја направат. Темелно ја познаваат историјата на двата народа, ги почитуваат меѓународното право и европското законодавство и се во позиција да донесат правда и да ја прикажат историската вистина, отстранувајќи ги пропагандните потточки, илустрациите и мапите што ги модифицираа учебниците во последните децении. И шефот на грчката мисија во Скопје денеска порача дека очекува забрзување на динамиката за спроведување на Преспанскиот договор. Во иднина средбите ќе се интензивираат со цел да се постигнат роковите одредени во Преспанскиот договор, за од следната учебна година да се отстранат од наставните програми и од учебниците спорните точки, карти и илустрации.